сум многу задоволен бидејќи мојот најнов последен игран филм Дедо и внук си освои 6 награди и то на различни фестивали, на различни континенти и ме прави горд. Годината 2020 која многумина ќе ја паметат по корона пандемијата. Младиот режисер и сценарист од Охрид Илија Пиперковски ќе ја памети по успесите кои ги постигна неговиот прв долгометражен игран филм Дедо и внук. Последната од низата награди во 2020 беше онаа за најдобар филм на филмскиот фестивал во Париз на почетокот на декември. Претходно ја доби и наградата за најдобра режија на Буда фестивалот во Индија. Многу е тешко странци покрај толку филмаџи, покрај толку филмови што се снимаат годишно во Франција, покрај таква поддршка што има самата земја кон филмаџиите, странски филм да освои и да земи награда за најдобар филм. И за Антонио Велјановски, фотограф и режисер од Охрид, кој веќе 11 години живее и работи во Прага. 2020 беше добра година. Со неговиот филм Изгубени ги освојува светските сцени, учествувал на фестивали во Сапоро, Јапонија, Ирска, во Лондон и во Аризона, Соединетите Американски држави. Годинава имаше успех на фестивалот Сохо во Њујорк, каде што влезе меѓу најдобрите 5 кратки меѓународни филмови. Изгубени е филм за осаменоста. Пиперковски вели дека е многу тешка во време на пандемија да се креира уметност. Како што има за угостителската дејност протоколи, така има и за филмската дејност протоколи. Уметноста е таа што го води животот. Но не се откажува. Има планови за 2021 година. Имам напишано многу интересно сценарио, го имам конкурирано, голем предизвик е за мене, бидејќи како втор филм секогаш се очекува да биде подобар од претходниот, поамбициозен, трилер акција, едно многу повисоко ниво. Велјановски досега снимал повеќе од 10 кратки филмови, а работел и со истакнати филмски имиња од Чешка како монтажер. Во 2021 очекувам да добиеме некои средства за снимање нов филм во Чешка. И сега работам на сценариото, имам големи планови со тој филм, исто така се занимавам исто со фотографија, претежно црно-бела фотографија. Работам на еден проект кој што се вика Shadows of the City. Ви посакувам здравје, љубов, среќа и прекрасна 2021 година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.